Ниту фирмата Салтировски консалтинг вршела рекет, ниту водела фиктивно сметководство за фирмите поврзани со дискотеката Пулс. Собственичката на оваа компанија Анита Салтировска остро ги отфрла тврдењата на опозицијската СДСМ дека наводно преку оваа фирма биле исплаќани паушали за полициска заштита на локалите кои биле оставени без контрола, меѓу кои и дискотеката Пулс која се запали на 16 март. По однос на поврзаноста и рекетот што мојата фирма или мојот сопруг или пак било кој член од мојата фамилија го вршел незаконски, значи тоа е тотална лага. Што се однесува до информациите дека оваа фирма е донатор на ВМРО ДПМН, Салтировска вели дека тука нема ништо за криење, бидејќи тоа биле јавно достапни информации. Иако сопругот на Салтировска, Дејан Салтировски, по пожарот во Кочани беше разрешен од позицијата началник на СВР Штип, СДСМ обвинува дека владеачката партија го штитела бидејќи бил донатор. Неговата сопруга вели дека има пријава и против него. Обвинителството покажа дека правдата е неселективна и во моментот има поднесок против мојот сопруг, доколку се докаже вината или неговата невиност, треба да бидеме трпеливи, да оставиме времето да покаже. СДСМ и денеска реагираше дека немало да дозволат да се сокрие вистината. Обвинуваат за директна врска меѓу трагедијата во Пулс и највисокото раководство на ВМРО ДПМН. Дали Салтировски консалтинг, собственоста на супругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибирање на рекет од локалите, кои биле изоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот исто со дискотеката Пулс. Инаку истрагата која ја води обвинителството за организиран криминал опфаќа над 20 полициски службеници и началници од Кочани и Штип.